Ни пристигна веќе и првата гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија. Отвараме тема која што е актуелна, која што е секојдневие и за која што исто така треба гласно да говориме за да можеме да се заштитиме. Имено во светот каде што вештачката интелигенција е се поприсутна, излегува и потребата за нејзино регулирање. Новото истражување на фондацијата Метаморфозис има за цел да докаже како вештачката интелигенција и новите технологии влијат на повреда на човековите права. На интернет на оваа тема разговараме со Мила Јосифовска-Даниловска, проектен менаџер во фондацијата Метаморфозис. Добро утро, Мила, и добре ни дојдовте во Македонија на утро. Добро утро, добро ве најдов и благодарам секако на поканата. Како своевидна најава за ова за што ќе говориме, ќе споменам дека на 13 март оваа година Европскиот парламент донесе историски закон за регулирање на вештачката интелигенција, со кој што направи сериозен и храбар чекор во контролирањето на технологиите кои, велите, имаат огромно влијание врз човечкото општество. Во Македонија имаше ваква иницијатива, чинам Фондот за иновации, ако не грешам, се формираше некаква работна група за креирање на национална стратегија во 2021 година, меѓутоа конкретни чекори други немаме. Токму така, значи во март годинава конечно се усвои законот за вештачка интелигенција, попознат како AI Act, кој што е секако првиот закон во Европа, чинам и во светот, ако не се лажам, чии приоритет е системите за вештачка интелигенција да бидат безбедни, транспарентни, да може да се следат, при тоа да бидат недискриминаторски и еколошки и секако да бидат надгледувани од луѓе за да се спречи било каков негативен исход понатаму. Кога се работи за блиското соседство, да кажеме Западен Балкан, имаме и позитивен пример во Србија, на пример. Исто така има стратегија за вештачка интелигенција, за развој на вештачка интелигенција, која што е донесена уште од 2020 година, а пред година дена чинам или нешто повеќе, тие исто така усвоија и етички принципи или стандарди и начала за развој, примена и употреба на една општествено одговорна вештачка интелигенција, која што овозможува процес на развој на вештачка интелигенција и начини на верификација на системите кои што користат или се базирани врз основа на машинско учење, согласно на високите етички и безбедности стандарди. Како што споменавте на почетокот, да, и кај нас, по иницијатива на Фондот за иновации и технолошки развој, уште од 2021 година постои работна група за изготвување на една национална стратегија за вештачка интелигенција, од која дели фондација Метаморфозис. Меѓутоа конкретни чекори нема, но на наша иницијатива го изготвивме ова истражување, кое меѓу другото сметаме дека е наш придонес кон креирање на една национална стратегија која што го поддржува технолошкиот развој, не го задушува, меѓутоа при тоа и внимава на заштита на човековите права. И во голема мера и молиснивте на оние кои што ќе треба да ја прават регулативата, за да им доловиме на нашите гледачи во моментов зошто оваа тема е толку важна. Еве ќе сугерирам само дека на овие две маси кои ги имаме во студиото 3, имаме 3 уреди кои што ни се начин како да добиеме информации, кои што постојано сме поврзани и кои што сериозно може да влијаат на нашето секојдневие, меѓу другото и на повредите на нашите лични права. И сега доколку сите оние кои што не гледаат се свртат околу себе во домот, ќе забележат сигурно уште 1 до 2 уреди околу себе. Постоењето на законска рамка е неопходно за сите овие уреди кои ги користиме, да се користат за добро и да не злоупотребуваат. Токму така, значи поради опасноста, да кажеме, од неетичка употреба или креирање на вештачката интелигенција, мора да се воспостават регулативи и правила за низиното дизајнирање, развој, употреба понатаму во било кои процеси, кои што при тоа внимаваат и на разни предизвици и гарантираат рамноправна заштита за сите. Она што е исклучително важно при креирање и употреба на вештачката интелигенција е самиот момент пристапот да биде насочен кон човекот, human-based approach, како што е популарен, спротивставувајќи се на неизбежната дехуманизација која што доаѓа со самиот развој на технологијата. Како што вештачката интелигенција навлегува длабоко во нашето секојдневие, како што спомнавте и на почетокот, потребата за заштита на човековите права без задушување на технолошки развој станува сепак најголем предизвик.
треба да воспоставиме една регулатива која што гарантира дека развојот на вештачката интелигенција функционира на безбеден и сигурен и разбирлив начин, не е создадена врз основа на наследна или вградена дискриминација и секако не се користи како инструмент за манипулација. Бидејќи сме свесни дека правото малку поспоро се развива, а додека технологијата има молскавично брз напредок, исклучително важно е регулативата да биде флексибилна на сите промени кои што би доаѓале и меѓутоа мора и да вклучува механизми за проверка на нејзиното влијание врз човековите права и контрола на високоризични системи, што веќе е актуелно во ЕУ со самиот закон за вештачка интелигенција. Споменавте Србија и регулирањето на целата оваа приказна, како се стоиме регионално со останатите земји во моментов на темата? Останатите држави во регионот за регионално, на Западен Балкан, колку што имам информации, немаат никаква иницијатива, ниту регулирање, меѓутоа тоа не треба да не обесхрабри ние да станеме меѓу првите, ајде да кажем, заедно со Србија, кои што ќе обрнат внимание на овој процес. Вештачката интелигенција е се присутна околу нас, од најмалите па се до најстарите, така што многу е важно сите да сме свесни за нејзиното влијание и при тоа треба да бидеме свесни за тоа дека вештачката интелигенција има и позитивно влијание, така што и тие придобивки да сме свесни како да ги искористиме. Во контекст на ова што го споменавте, кои се минимум етичките стандарди кои што треба да се почитуваат при креирање и спроведување на алатки базирани на вештачка интелигенција? Да, значи нашето истражување издвои 5 минимум етички стандарди, односно објаснивост и проверливост, понатаму достоинство, како забрана за предизвикување на штета, правичност и етичка и општествено одговорна употреба на податоците. Моментот на објаснивост значи дека сите процеси мора да бидат транспарентни и лесно објасними, што значи од развој до тестирање, до пуштање во употреба, следење на системот па се до негово исклучување. Проверливоста ги вклучува сите активности и процедури кои што се насочени кон проверка на системите за вештачка интелигенција за време на тестирањето и нејзина употреба, како и проверката на краткорочното и долгорочното влијание на системот врз корисниците. Достоинството секако подразбира дека системите мораат да го почитуваат човековото достоинство, интегритет, личност и слобода и во никој случај не смеат да занемарат човековата автономија. Забраната за предизвикување на штета значи дека мора да системите да вклучуваат безбедност и стандарди кои понатаму би ја минимизирале или би ја отстраниле нишката, моментот на предизвикување на штета на човекот и неговиот имот. Тука многу е важно да внимаваме на заштита на маргинализираните групи, како што се лица со посебни потреби, со попреченост, стари лица, бремени жени, деца и така натаму, и категориите кои што се во по-неповолна положба. Например, работник наспрема работодавач, потрошувач наспроти трговец. Моментот на правичност се однесува на заштита на правата и интегритетот од било каква дискриминација. Системите мора да нудат еднакви можности за сите, како во пристапот на образование, услуги и технологии, така и мора да спречат измама од страна на лицата кои што користат вештачка интелигенција за предвидливи цели при автоматско донесување на одлуки. Неколку етички стандарди споменавте, чинам дека во сите потврламе во моментов во пракса. Често знаеме да кажеме користете ги сите IT алатки за добро, меѓутоа доколку функционира секако што треба, не би го имале и разговорот, нели, утро. Во недостиг на законска регулатива, која што во моментов ќе не штити, како ние можеме да се заштитиме, Мила? Многу е важно да бидеме првин свесни, што е можно повеќе да читаме, да се информираме од поверливи извори. Мора да изградиме еден, како да кажем, колективен одбрамен систем кон лажни вести и дезинформации, бидејќи тие многу не навлекуваат на креирање на една нејасна слика за тоа каква е вештачката интелигенција, зашто може да ја користиме,
таа, како што кажав на почетокот, има и големи придобивки, меѓутоа мора да внимаваме на нашата приватност, да не споделуваме масовно наши лични податоци од блиски луѓе, податоци кои што се доста чувствителни за нас и кои што може да бидат искористени против нас. Мора да внимаваме на нашата дигитална безбедност, да одржуваме една дигитална хигиена која што понатаму ќе придонесе кон наша заштита и мора да се информираме како правилно и етички и ние да ги користиме новите технологии, бидејќи секако и ние можеме, дали намерно или ненамерно, да се најдеме во улога на прекршувач на човекови права. Јас искрено честитам за истражувањето. Повторно ќе споменам, добре дојдено ќе биде за сите оние кои што ќе се занимаваат со законската регулатива. Се надевам дека сериозни ќе бидат на оваа тема и ќе го прават во периодот кој што следува. Се разбира, ние останува да анализираме, да следиме, па и да дискутираме повторно во насока на едукација и подигнување на свеста на нашите граѓани. Токму така. Се надевам дека сите ќе го прочитаат барем истражувањето и дека ќе ги следат наудите кои што ги произнесува. Ване, дојди Ване. На оваа тема, кога станува збор за социјални мрежи, IT алатки, Ване има многу што да каже. Од каде сега? Не, она што ме интересира, еве зборуваме за човековите права. Ти си се чувствувал ли злоупотребен на социјалните мрежи? Си се чувствувал ли во миг како да ти се повредени човековите права во некој сегмент? Да, дефинитивно, и тоа е тема која што мислам дека не треба да се заобиколува во никаков контекст. Верувам дека во иднина истражувањата ќе бидат повеќе во позитивна насока кога зборуваме за заштита на човековите права, но генерално перцепцијата сега е дека социјалните медиуми мислам дека повеќе треба на тоа да се посветат. И чином се превземаат некои чекори кои што даваат резултати, но во иднина би требало истите да бидат најверојатно повидливи. И сега не ми говори. Си се почувствувал повреден во некој секунд? Дефинитивно, да. И тоа е секојдневно. Со сите луѓе кои што ги користат социјалните медиуми. Без разлика колкаво е нивното влијание, или според бројот на пријатели. И позатоа ќе говориме гласно. Да. Благодарам, Мила, уште еднаш.